Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Господине Мијалков, имаме информација дека не доаѓате од Струга, од затворското оделение, туку доаѓате од хотелот Мериот, нели, во центарот на Скопје. Како успеавте да го излажете целиот правосуден систем, нели, господине Мијалков? Слушај, бе, ти новинарче едно, ти не си новинарче, ти си новинарчис. Како да ти кажам, кој го излажал судскиот систем? Дали ти си здрав, дали се слушаш што збориш, мислам. Мене ми стига покана у Струга, и на поканата стои 12.2000, односно 2022 и ми стига уште една покана која што вика 22.12.2000, односно 2022. Абе, кој може да се снајде у толку двојки, нули и единици? На што ти личам ја тебе? На бинарен систем? Јас сум се бавел со хотелиерство и се бавам, сум се бавел со разузнавање, дознавање, узнавање, како да е, слушање, дослушување, прислушување, намотување, премотување, едитирање, монтирање, сечење, лепење, залепување. И се ако ти ја залепам една, ќе те здрвам, да ти кажам право. Има да те превртам и сите цигани има да ти се видат странци. Смислам, се извинјавам на етничката заедница цигани, нели? Пошто мене ме викаат шиптар, уствари. Ама тоа дека сум нагалено ми е тоа, така ми тепаат луѓето уште од дете, а тебе ќе те викаат циган за тоа што ќе ти ја залепам една и има главата да ти зуи. Нели, као што им зуи на циганчиња на кои им течат мрсуди. Затоа немој друг пат вакви прашања што се однесуваат за математика да ми ги поставуваш мене. Ќе си поставиш некое културно прашање, као например господине Мијалков, каде ќе славите Нова година? И тогаш можам да ти кажам, да, идам од Мериот, сега уплатив, ефтино е, убаво, има голема сала, плава сала, жута сала, нема затворско оделение. Значи, ти се молам, значи биди коректен, да бидам и јас коректен како, нели, оној што го интервјуираат пред да влезе у судница, затоа што у судница више јас сум спогоден сум. Нема што да се спогаѓам. Ајде, гитла више од власт, кога се вратиме на власт, ќе ви кажам. Ајде, ќе видите, ајде. Веќе стварно ги претеравте сите граници. Не е смешно. Едно време беше страшно, па едно време стана интересно, па едно време стана дегутантно, па едно време беше смешно, али веќе да ти кажам, некој време не е смешно. Знаеш, порано се знаеше. Се знаеш и у политика и у бизнес, имаше критериуми. Не може секој да биде играч, а не може секој да биде, како да ти кажам, функционер, политичар, директор, министер, не може. Се знаеш, имаш и критериум, немаш ли едно 5-16 кривични, ти не си играч. Кој фактор си ти удржава?
Ки искочиш на дебата, тој ќе ти рече, тебе колку имаш за лежење? Имаш 20 години за лежење? Немам. Па што си седел тук со мене кажеш мене? Па немаш 20 години за лежење. Па нема критерии. Се си измеша све. Све отиде у мајчина. Секој стана играч, кој стигна стана премиер, кој стигна стана министер, не се знае више. Порано параметри бе, имаше параметри. 15 кривиши, 20 години робија. Значи, по овие параметри, миле ми текна, има најбољи рейтинг. Спидеме реално, да не го спомнjam човекот, паќа глупост за нешто, дај да не ги потсеќам жити све, дај патали. Друг ми е муаметот. И у бизнес имаше бе критериуми. Не може бе секој бизнисмен, што да направија себе, кој стигна бизнисмен? Отворил тамо поле за марихуана, бизнисмен, чекај бе, застани, може така бе, то како? Насадил тамо тоа, травата и бизнисмен, поле, како така? Имаше критериуми, имаше ранг листа порано, се знаеш. Ранг листа, имаш богат бизнисмен, побогат и Сашо. Еј, каков играч изгубивме у Сашо, човеч. Еј, пример за играч. Ги држи критериумите, висока дига летвицата, бе порати беше кејф да ти ја земе Сашо фирмата. Сега бе, кој стигна стана бе фраер бе, кој стигна стана багабон. Изгубивме бе основни критериуми. Ќе седеш со другари тука кафана да се пофалиш дека Сашо ти ја земал фирмата, ќе седат бизнисмени 3-4 ќе седат у ресторан, 25 евра стек, нормално таму седат тоа, знаеш. Седат тука ќе јадат, кој ти ја зема фирмата? Сашо. Свака ти час брат. А ти си успешен бизнисмен, како мене не ми ја зема фирмата. Сега ти ја земат овие фирмава денеска што постојат, да ти е незгодно да кажеш дека ти ја земал фирмата, брат. Што ти деси со фирмата? Ја затвори. Што така, ајде се ќе правиме милиони, милиарди, тука ќе правиме, се ќе те расипе парата, седи рата и гледа децата, жената леса, тука ќе правиш милиарди, милиони. Седи рата, ајде. Разбираш? Нови времења дојдоа. Сега како ти кажам, кој стигна бизнисмен, кој стигна политичар? Стара гарда, стара гарда. Стара гарда играчи тие, како ти кажам, на црна листа. Сега ако не си на црна листа, не си у модати, не си фраер, пази какви играчи на црна листа. Dream Team, пази се. Грујо, Сашо, Орце, Рамис, го знаете, мерки што зима, Рамис, знаете, како го стави на црна листа, вакашата ни струга. Така, 4 мандати му се загарантирани. Кочо, Стевче, овие сите заедно да ги собереш на куп, да ги ставиш вака на куп, заедно повише пари имат од Бил Гейтс и Елон Маск заедно. Да се соберат на малиголчиња фудбал, да играат 20 да им фалат. Грујо, батучет, Сашо, батми, еве ти 2 милијади, купи ги Роналдо и Меси моимте, купи ги Роналдо тука да фалат 20 за малиголчиња фудбал. Не ме гледај ти, ајде загревај се тамо, Ламис, ајде загревај се. Ти текна е. Сакам да речам, не си ја ценевме таа екипа, Dream Team-от не го ценевме, човеч. И знаеш како, на крај ќе ви кажам, политичари да нас не ни се крие. Ние сме стока од народ. Ние не знаеме да ги цениме. Ние не знаеме да ги цениме овие наши политичари. Само по нив фрлај со дрве и камења по нив. Не е така. Политичарите се најголемите жртви во оваа држава, ја ќе ви кажам. Можда не се неуспешни, 100% не се неуспешни. Душа ќе размислиш вака некој успешен проект од некоја партија на власт што била 20 години. Знаеме која партија е на власт 20 години, ја ти кажам право поуспешен проект од косата на Бујар немам видено за нив 20 години, искрено ти кажам, знаеш. Али друга ми е поентата. Сакам да речам, они се најголеми жртви оваа држава. Сега кажа како се жртви? Сега ќе ви објаснам. Работа, трчаат, носат инвестиции, странски инвестиции, носат тука фабрики отвараат, автопати играат, индустријски зони отвараат, за да има вие кај да работите и вие не да кажете браво, ала да ви опа се жалите, мала ни била платата. Па нормално. Вие само знаете да кукате и да викате, а они шо прават? Мала ви е платата, за да не ве расипе парата. Оти вие вака и без пари се раскурцавте и се раскурвате не па со пари. Така ли или не е така што би рекол Стевче? Така ли или не е така? Што мислите ви, они дека калапат милиони, милиарди, си дигат плати, вакви од тие патни трошкови купуваат станови, дека се алчни, дека сакаат само за себе да грабаат? Не! Они грабаат, лапаат, калапат, зашто?
се жртвуваат самите себе за вас да има помалку. За вас да не ве расипе парата. Оти вие со малку пари све отиде у мајчина, а не да Боже со многу пари. Еве ти пример, одма. Пази, све со подкрепа. Народ. Ти на народ, што е истрениран, ти ние сме тренирани. Со 300 евра плата, да купи плац, да дигне куќа, да школува деца, да иде у Охрид на одмор, да иде у Грчка на одмор, да регистрира кола, да дигне 3 кредити, да ги рефинансира, да ги врати. Да купи дома по 4 iPhone и си да имат iPhone по дома. И на крај од месец, секој месец, тоа е рефлексно, у ДНК-та ни на нас македонците тоа, да го направиш се ови на крај на месец, да тргнеш на 50 евра на страна, пошто знаеш, за секој случај, ти ги немаш, ама тргни ги. И ти се на тој народ, што е истрениран, со све ова, да го направи со само 300 евра плата, да му фрлиш 5000 евра плата. Така у Швајцарија сакате да живеете, така? Швајцарија на Балканите, така? Вие со 300 евра видиш што правите? А со 5000 евра? А? Ги гледате во вие наши кога дојдат од Швајцарија, а од Австралија? А? Ко пуштени кучиња од ланец овде. Одма бенвиња, Ламборџини, айфони моети, бело тука шмркаат, тома кафани, да, гледате како се понашаат. Тоа не ви е доказ. Тоа ли е живот, бе? На што личи тоа? Ќе возиме Ламборџини. Па на еден штоп на Ламборџини колку тебе спратат од куќата е. И будала си? Ламборџини сакаш да возиш, тој е проблем. Боже сачо. Гледате, и вие, да ви се фрли 5000 евра плата, одма ќе почнете, одма бело, коцка, алкохол, 300 болести ќе начукат и после кои ќе ви бидат криви? Политичарите. Многу ја дигна ја платата, се расипав. Леле, што ќе правиме човек, ја дигна платата, не знаеме што да правиме со пари. Тоа е следно. Мисли малце, не само да кукаш и да збориш, не само да плюкаш. Еве ти пример друг одма. Швајцарија, така, таму сакате? Еве, така. 5000 евра плата зима тој, така. 3 троши, 2 му останува. 2000, вишак. Што ќе им прави? Овдека ти е како видео игрица. Ти фрла 400 евра, снајди се. А 2000 ти останува. Ја ќе ви кажам што ќе се деси, чекор по чекор. А еден месец ќе тргаш. Така, првиот месец. Како стигаат 2000 ги гледаш во тебе тоа што е македонското. Тргни ги на страна. Бе, не се 20 евра 2000, бе тргни ги на страна, тргни ги. Тргаш. Еден месец тргаш. Втор месец ти е втор пат ти пак не знаеш што да правиш, пак ќе тргнеш. Третиот месец веќе те копка, бе, ти се троши, бе, брат. Ги гледаш вака, викаш 6000 евра, прв пат у живот гледаш 6000 евра. Ги гледаш вака, викаш што да им правиме на овие пари. И у тој момент си среќен. Не знаеш што да правиш, кога си среќен, те мава адреналин и викаш чекај. Ќе посакаш да имаш интерконтинентален, еве вака да се изразам, однос со жена ти, нормално. Среќен. И нормално, пошто тие жена нема ти даде да имат интерконтинентален однос, тоа е, не? И ќе ти рече, ај бега тука, не ми досега, ај бега тука, имаш тука, ај бега не досега. Со 400 евра плата, ќе се скараш, ќе ти рече, ај бега, ај не досега. И ти ќе бегаш и нема, досегаш, ќе си ленеш. Со 400. Гледаш, фокус. Со 6000 у джеб, бога ми, така, ќе ти рече, ај бега тука, не ми досега. Ти шо? Ќе одиш, ќе си ленеш? Не. Знаеме кај ќе одиш. Сега не снимаат дечки од тука, да не навлагам у детали, али се сваќаме, така. Затоа, вака е таман. Боле 300 евра плата, него 300 болеси да начукате, така. Таман имаш да прогураш, да се протнеш. Добро, јануар ти фала до 1000 евра, ма сакам да речам, ќе се прогураш, а да не те расипе. Златна средина, уствари само средина, пошто ако е златна ќе ја продаде, ти пак све ќе отиде у... Разбираш? Сакам да речам, политичарите не лапаат и не крадат и не калапат за себе. Не, тие се жртвуваат за вас. Драга моја Македонија, све ли ја да мислам, уклучи мозок малце.
ве гледам нешто се буневте годинава, прошла година, и си ја зголемиле платата се 28% и плюс 400 евра. И сега тоа нешто на вас ви смета. Ај бака, прво да се разбереме. Еве ти брат ми се шо ме гледаш, у моментот. Ти ве знаеш колку е тешко да прерачунаш 78% на 64.279 денара да пресметаш? Колку е тоа? А? Колку покачување? Ај пресмете, сега тука те пеам пресмете. На 64.279, ти повтарам, 78%, сега. Шо ме гледаш бледо? Тешко е, а? Тешко е. Ама тие викаат ако? Ако? Ако треба ние ќе се мачиме, ќе пресметаме, ќе рачунаме и дропки, ако треба ќе решаваме за овој народ. А да беа расипани? Кој што ги плукате политичарите, да беа расипани и да беа корумпирани? Ке заокружена 100%, плата што бе 400 евра, тури 500 тамо директно, што се ќе да криме капа, се ќе се замараме. Ама не. Решаваат дропки за овој народ. Колку се добри и благородни, колку внимаваат на се, колку сакаат да ве заштитат од многу пари. Оти како што ви кажа по претходниот клип, ќе се расипете. Кој не го гледал, нека го отвори. Они и своите деца ги фрлат во огин за ние да не патиме од многу пари и да не се расипеме. Деца, внуци, зетови, снаи, сите бизниси отварат, им фрлат милиони, ги фрлат во огин. Цела фамилија ќе фрли во огин на сите фирма од 200, 300, 500 евра. Нати 500 отвори фирма. Еве децата од Рашко, например. Собрал парите од мекици, хоп, хациенда на децата. Нема да ги расипе тоа. Ајбе ти на твоето дете, дај му 400.000 евра да си купи хациенда. Нема да го расипе, ќе се научи на 400.000 евра, оди после одвикни го. Ха! На мајка му Волво купило другото. 65.000 евра Волво. Джип. Оди ти, еве мојав дома. Еве го мојав дома. 5 години има, 6 има више не знам ни колку има. 6 има. Бе чор денар нема донесено дома. Срам да му ја рам. Но како кога ќе те рамам беа тебе ти будала си? Па дај барем 1500 денара градинка плати си. 6 години од ќе те раниме тебе. Деца од рашовски хациенди имат на 6 години, ама сакам да речам. Моето е че го навикнам со 500 денари да гура цела недела. Оди ти навикни на 500.000 евра, после нека гура цела недела. На Зоки синот го фрли у огин детето. На 18 години, хоп, фирма за струја, оди работи, бе чекај тато, бе оди работи. Не зго да му прави на школа на детето. Не знаат професорите како да му се обраќаат, дали со име или со директоре. Ви знаете кој треба ми се тоа за децата? Значи пази, ние како народ сме им пред собствените родени деца. За нив ги калапат тие милиони и тендери. А ние како им враќаме? Плюкаме. А мислиш, лесно е тоа? Ма размислете малку. Еве Малиов одали. Вчера купил тамо трговски центар, утре дента петарди продава човекот. Мислите лесно е тоа? Бизнис, петарди го застануваат полиции таму го тресат, ти мислите убаво е тоа? Се откажа сега детето од трговскиот од 20 милиона евра. Ми падна грдо на мене. Знаеш колку грдо ми падна? Го избркавте детето. Се откажа од трговскиот. 20 милиона евра таха ги фрли. И после ни си селувале младите успешни бизнисмени, ни си селувале децата, па ќе се селуваат. Как ми сте расипани? Не го оставете човекот да работи. На петарди спадна од вас. Срам ве било. Абе се мачат секој ден со нас нашиве политичари, бе се мачат, бе мака видоа со нас, бе. Што народ сме ние? Абе ја да сум на нивно место. Абе не кревам раце од вас, идете с ногите се тамо. Ја будала за вас ке се секирам. Ке гледам за вас да нема. За мене да има. Да не ми рече некој фала дека сум земал 35 милиарди со мене. Не. Срамота. Ајде гаси, више не може да ги гледам, ајде. Ке ми каже некој фала. Како да не?